Во денешното издание на Равенка за успех имам двајца драги гости кои се интересни за нашата јавност, особено за помладата популација, заради тоа што се доста актуелни и интересни на социјалните медиуми, затоа што имаат навистина современ начин на презентирање на се она што го прават и се доста симпатични како ликови. Токму заради тоа сакав да ја споделат нивната Равенка за успех и да поразговараме за се она што они го прават и на кој начин нели стигаат до сите тие нивни успешни проекти и успешни изработени работи кои се позади нив покажуваат дека се издвојуваат и постигнуваат некако публицитет и внимание. Нина Ред и Октај Сиди се нашите гости. Верувам дека сите од социјалните медиуми кои се активни више добро ги знаат. Октај е познат на женската популација комплетно со неговата примарна професија како фризер или хеърстайлист, како и да се каже. Тоа секако се подразбира дека се грижиш за изгледот на жените и за она што нели со години го работиш уште од најмала возраст. А Нина е девојка која така изгледа фешн, секогаш средена, скоцкана, кога ќе се појави интересна, оригинална, барем мојот впечаток е таков, она што е примарна професија е новинарството и одамна уште се појавува по медиумите, но твојот медиум, твојот Инстаграм профил, твоите социјални медиуми и сегашниот подкаст некако те издвоија или ти дадоа можност да се изразиш баш она што ти си денес. Може малце долга е најавова, ама како и да да, верувам дека ве доловив така некако на почетоков она што го правите. Ајде од Нина ќе почнам. Почна со кој проект како новинар, од која возраст? Маја, прво да ги поздравам твоите гледачи, да ти се заблагодарам на поканата и на екипата зад камерите. Многу убаво изгледа студиото, многу професионално и ни пристапивте, затоа имате една одлична десетка од мене, затоа што сум таков деталист и сакам да видам дека и вакво нешто има кај нас за Македонија. Така што епте ми е драго што сум овде. Инаку, кога станува збор за мојата професија, па мислам дека имам изборувано на нова тема, меѓутоа ќе ја скратам во кратки црти. Одлуката за да влезам во новинарство беше неодлучна на почетокот. Не знаев еден период што сакам, бидејќи тежнев да биде тоа танцот, некако музиката, тоа ми беше познато уште од сите бомбини и камерите. Па некако кога дојде времето да запишам факултет, еци пеци пец, искладна работава и некако ми беше познато во оној водич за студирање. Не знам, камери, еве светло и вака денеска што го правиме и реков ајде ќе се обидам на овие студии, новинарски студии. И некако убаво заврши таа приказна, меѓутоа колку што го сакав радиото и музиката, нели повторно не морам да бидам визуелно видена, некако луѓето од страна кога тоа ќе го забележаа, велеа дека можеби треба да се појава на телевизија. Па така беше првата пракса во МТВ, ако не се лажам, и потоа почна со сите други проекти, притежно забавни емисии и програми. Не знам, веројатно искуството со камерата ми направи еден добар почеток на се она што следуваше со социјалните мрежи, така да го формулираме тоа. Мислам, интересен е тоа, мислам, да, сродни се една со друга, има доперни точки, но има и доста различен пристап кон тоа. Ако ќе се навикнеш на објективот, веќе тоа те влече да одиш понатаму и понатаму. Па знаеш како кога завршував нели новинарски студии, потоа мастер, па ајде и првото искуство со телевизија. И велиш ова трае, се движи, меѓутоа каде ќе води? Нели ги надраснуваш некако тие проекти, забавни емисии, не знам, смеам да кажам, претпоставувам кои емисии, Big Stage, па ексклузив и така натаму. Да. И кога ќе завршеа тие проекти, велам каде води се тоа, нели завршивме факултет, што ќе биде? Меѓутоа кога се појавија социјалните мрежи, претежно и од 2020 година, нели со короната и TikTokот беше активен тука, ми дада некаков вид на правец каде би можела да го искористам сето на знаење од новинарството, камерата, вештината за зборување. Тогаш социјалните медиуми стана доминантен медиум.
Како не си Затоа што едноставно е подостапен и можеш да го бираш и времето и кога гледаш и како гледаш и начин на кој сакаш да пристапиш, нема многу лимити, многу ограничувања. Оке, ти на која возраст почна и кога се пронајде себе во таа И јас професија? како знам за себе, ова ми е менеджар, што се вика моето срце. Па вака се бавам со уметност од многу мали години. Прво цртав, па после тоа нели прерасна во ова, фризерај. Денеска работам као фризер и шминкер воедно. Така што многу креативна работа, онака буквално јас таму се изразувам буквално 100%. Така што тој терен и тој дел од мене, како што растев година по година, така и расте и нели знаењето, Искуството е. искуството. И јас така викам, никогаш не знаеме 100%. Ден денес учиме, као секој ден нешто ново учам. Така што никад нема да кажеме се знам, туку цело време учиме нешто. Да, Животот те учи. апсолутно. Така што Секој ден е ново искуство и ново знаење. скроз. На мои 18 години нели почнав поофицијално да се бавам со оваа професија. Прво бев во Истанбул имам кажувано и во други платформи дека бев на студии, па после тоа прерасна во оваа гранка. Студирав и се школував и се образував скроз различно нешто од ова сега што го работам. Што? Професор по турски јазик и книжевност. Стварно? Да. Виж, ја не сум слушнала. Добро. Така и се облеков денеска. Как баш прос. Супер. Вака и воедно со професија заедно и модата ми е Ама не ти беше доволно креативно тоа. Воопшто. Добро, битно за мама и тато диплома имаш. Точно. Баш така испадна. Кога завршив со тој дел после тоа реков чекај сега, време е за мене, за моите идеи, за моите чекори. И така испадна, кажав, ова е Божи дар, ова е за мене, така што од мал го посетувам ова. Само работев на него многу. Еве сега пред 28 години имам више. Пораснав. Престар. Остаре. Остаре затоа што знаете ли како ме памтаа? Душе вика порано нели на времето, тогаш нели бев no name, не ме знае, има едно дете со златни раце. Абе тоа дете. Па тоа дете едно дете. А си остана детето, а? Си остана дето и сега ден денес кога ќе се видиме со некои луѓето што не сме се виделе одамна, ќе прашам бе, колку направи кам се? Порасна. Порасте дете. Чисто ќе ти остане. Остана. Да, баш сакате запамтиле млад си почнал и интересно е кога стварно некој дете, а толку е вешто и толку може работи да направи. Тоа го кажував и претходно, викам, еве сега размислувам, толку што била голема жарот и желбата да успеам, тогаш нели, пред 9 години ќе му дое тоа више. Точно. 8-9 години има. Не сум размислувал дали ќе успеам или не. Као сега кога ќе земам нешто да направам, си размислувам, чекај се, дали ова има профит, дали нема, дали ќе успеам, дали не, разбираш? Сега малце како растеме, Нормално покалкулативно размислувам. точно тогаш, ама убаво што сум почнал на тие години, убаво што се вика слепо сум гледал, но далеко сум прогледал, што се вика. Супер. Не Се нема отвориле видиците, види. точно. Искуството и знаењата и контактите ти ги отвараат видиците, Скроз. секогаш некој нов прозорец ќе се отвори. Скроз и тоа ми е буквално вака со сите кажувам, секој што сака нека прави, нека си проба, нема што да изгуби, као може само да добие Тоа си. од она што го сака. Значи така ако не пробаш нема ни да знаеш. Точно. Ни- Јас тоа го направив, пробав успеав благодарение на Бога, нели, на моите блиски, на моите клиенти што ме признаа и што ме поддржува и ден денес, што се дел од мојата фамилија, така ги викам. Моите вработени, мојот тим поточно. Ја без нив не би можел. Затоа што за еден успех не може да си сам. Не може. Јас тоа цело време го кажувам и цело време го гледам да го подметнам кај секој, да кажам дека чекајте малце. Ова е тимска работа. Погледни каков тим има зад тебе. Да, Значи ова се е тимска работа. Не може вакво убаво да изгледа ако нема позади камерава апсолутно се сложувам. ваков убав тим. И тоа многу се рефлектира и се чувствува. Скроз. И уште еднаш да кажам благодарам што ме повика, многу ми е драго. И мене исто што дојдовте, јас секогаш сакам да ги поддржам и да ставам акцент на луѓе кои ми се симпатични во смисла на тоа дека пристапуваат кон медиумите и кон тие што ги следат на еден правилен начин според мене, со успешна работа и со успешен пример. А вие мислам дека и двајцата имате добар пример со Благодарам. креативна работа, со еден интересен пристап и симпатични како лик. Благодарам затоа што стварно Инстаграмот, социјалните медиуми денеска се толку колку што се добри, толку и се ризични. Апсолутно. Со еден мал збор погрешен, можеби некогаш ненамерно кажан,
така лесно те линчуваат и така лесно може да ти извршат. Нели, Да. ти пак ке си тоа што си, не е туку така, денес двајца тројца ќе искочат ќе ти кажат 2-3 моменти, готово тебе те нема. Не. Ти имаш длабок корен. Не е туку Нормално. така лесно денеска. Има историја градено нешто. Точно. Но пак ќе кажам, социјалните медиуми се многу корисни денеска и на сите млади им го препорачувам секоја своја вештина што имат да го надоградат ете со повеќе да го направат своја професија, да им биде своја професија. Па социјалните мрежи се денеска толку актуелни што многу лесно може да се пробиеш и ете твојата, нели, некој талент да го покажеш. Порано било требало да те подржи некоја телевизија, некоја програма да те повикат, па да те објават на некој нели весник, па така да некако те видат. Денеска е толку И лесно. тоа беше селективно и малку маш со двеоштрици. Од една страна селективноста е добра заради тоа што Не се не може све да пројде и да биде Верувам. искусно и све, а од друга страна па и некои луѓе па и не се забележани затоа што некој така одлучил, што не е окей. А сега има еден слободен отворен пазар, па секој има избор што сака да гледа и да Верувај, се што е убаво се извлекува и се препознава. Мгм. Да не се пошта. Служувам. Нина, вие, јас кога зборевме нели за емисија, многу сте ми компатибилни кога се работи за работа и за проекти и интересни сте ми како спој. Веројатно добро се надополнувате. Од каде произлезе вашата соработка еве со Оки заедно? Па, многу природно, што знам, ја таа ќе почнеме многу природно затоа што работова која што ја водев нели со проектите, со водителство и така натаму, си бараше нели грижа со тоа како изгледа шминка, фризура. И мислам дека дали беше по препорака, По препорака мислам дека да. дојдов кај него и така во салонот нели Позит универзална. Првиот салон. Таму Е почнавме. вториот салон. Таму ти беше вториот, а Да. првиот беше на друго место. Првиот беше во самиот мој дом. Во Ѓорче, да. Точно. Да. Најубав ми е тој салон. Уште го чувам ден денес и него да си по некој музеј ќе го направам. Ако со сите предмети што ти знаеш, Се натре како што било. браво. Да. И од таму некако почна природно да тера работава. Не знам, знаеш како по социјалните мрежи многу ќе видите спојки на луѓе кои што дали се тоа инфлуенсери веќе нели етаблирани и си работат тоа што си го сакаат и ќе има нели патувања или ќе има некои други соработки кои што ќе ги спои. Да. Нас немаше такво нешто, туку не знам, природно, ќе ме нашминка, ќе ставам стори или не знам, така ќе покажеме некој приватен момент како патуваме и тоа не сближи, па и така и со патувањата се одвива понатака нашите дружби. Да. И тоа се пренеси на работава и по некои нели други настани, се дотеруваме, се средуваме, не знам, природна таа енергија си циркулираше. Добро, веројатно и оно Беше нешто. она добра комуникација што вие сте ја имале, тоа се рефлектира, се чувствува кога имаш со некого добра соработка и кога имаш добро расположение, атмосфера и тоа на видеото и Многу ми сликата значи се пренесе. енергијата кај некој маја. Дали е Апсолутно. тоа од Да. фамилија некој, дали од пријатели, дали од клиенти, енергијата стварно значи дечки. Не е само збор енергија туку. Ако некој нешто има, поседува нешто натре, тоа се вика енергија и како здрачиш, Да, тоа привлекуваш. Да, апсолутно. Види, не е веќе тоа абстрактно како порано можеби е енергија, сега глупост. Не, енергијата е многу битен момент. Како што ти со некој човек кога ќе седнеш на маса можеш да поминеш и 5 сати да не ги почувствуваш, а со некои 5 минути да те се. Да. Знаеш, тоа е навистина циркулира едноставно со некој човек се што правиш, зборуваш, се надополнуваш, ти едноставно пријатно, не го чувствуваш времето како безвременски простор си. А со некој ти е толку се тешко и напнато што едноставно не стане иста фреквенција. Тоа е Така растеме, сваќам дека стварно не се потребни многу луѓе околу нас. Не се. Да. Ја тоа можам да го потврдам. Јас порано нели почнав од мои 19-20 години со телевизија и кога доаѓаа гости нели во емисија, чисто пати знае да кажеш, имам на една рака да изброиш пријатели. Тоа многу често се повторуваше. Јас стално се чудев и викам ја еден куп пријатели, имам како тоа на една рака. А со годините сваќаш дека стварно тоа е една голема вистина. Како се едноставно се селектира и сваќаш дека на вистина што збор, да можеш го пријател. многу сериозна работа. Да останеш лојален, да останеш искрен, да останеш навистина добронамерен.
Викаат Јас тоа кажувам. Добро навар. во доброто највеќе ќе го забележиш кој ти е пријател. Некои викаат лели во лошо лажа и во доброто можеби повеќе, зашто многу луѓе во доброто знаат да бидат и да ја покажат љубомората. А тој што вистински се радува на твојот успех, тоа е тој. Во лошото знаат некои луѓе едноставно се хранат со тоа, не знаат тука да. Некогаш и чекаат некои луѓе да се деси нешто лошо па да потрчат. Не чекај да се деси лошо. Да, Види до мене во секое време, ако си Вистина. прав човек. Као апсолутно. не мора да се деси нешто лошо за да затрчаш. Као јас согласам с тебе дека само во доброто најубаво се приметува каков човек. Повеќе, да. Инаку и во тоа и тоа, ама со текот на времето ги селектираш. Искуството долгогодишно ти покажува кои луѓе се поред тебе во со текот на времето. Затоа што нели сите ние сме биле во одреден период во одреден публицитет, во одредени привилегии, нели? Тогаш си преобкружен со пријатели и добра енергија. Посебно во средните школски денови. Кај го поминува, сваќаш дека не е баш така во животот. Нина, ти си многу специфична како појава, јас тоа ти го кажам, мислам тоа е моето мислење. Аз знам дали тоа луѓето го размислуваат така. Имаш еден интересен стил на облекување, на изразување. Не си тип на жена што е типична по стандардите сега да мора да има наполнета уста, да има да се облече секси, па со тоа да привлече внимание. Ти си баш некој фешн тип така, и тоа ти е некој стил на изразување, што мене лично ми се допаѓа и нели си онака баш интересна. Не секогаш било така, морам да ти признам, да не се лажен. Како и сите други, така и јас, значи тоа што сум знаела, што сум гледала од времето и тоа што не било пред нас опипливо, тоа сме го носеле, што од дома, што ќе видиш нели по телевизија или некои списанија, ама денеска и социјалните мрежи ни се отворени, можеме да видиме што се случува надвор. Меѓутоа, ќе кажам дека во однос на стилот, многу е научена и од Октеј, многу пати ми советувал за некои работи кои одат во комбинација, кои не одат. Па некако и во тој поглед сватив колку е всушност важно кога ќе се појавиш некаде дека тоа остава силен впечаток. Точно дека има врска и енергијата, точно дека треба да си нели добар човек, да си амбициозен и така натаму, ама некако ведар да вибрираш високо, не мора да си сега ти не можеш секаде добрината да ја покажеш. Меѓутоа кога си добронамерен и ведар, ти вибрираш повисоко. Кога си злонамерен и љубоморен, тоа се чувствува во просторот. Да. Така што знам, ако ти покажам некои изданија што сум ги имала јас во минати емисии, тоа е хаос. Тоа е општ хаос. Едно со друго не оди. Морам вакво да го кажам за да не биде дека сега е се совршено и јас сум се родила со ова сега што денеска го знам. Туку се учи. Не знам, ако некоја боја со друга не оди или не знам, некој материјал со друг не оди, учиш и ден денеска учам. Така што, не знам, е тема која што почнувам многу повеќе да ме интересира, истражувам, гледам, инвестирам. Замисли дека и со тоа треба да определиш доста, никогаш нема крај. Треба да се сериозно да, треба да си во тек со се и ете, за сега добри коментари стигаат, па ќе има прилики, ќе има настани, ако има настани кај нас, ако не, надвор. Да, и тоа е зашто да не отворен е пазарот секогаш, не мораш да се ограничиш. Границите не се овие, да речеме, граници државниве не значат дека се граници лимит за тебе како личност. Никогаш не постојат граници кога имаш отворен ум. Оки, твојот стил е безпрекорен. Тука немаме коментар. Фала ти ма. Вака почнав со пофалби многу, ама сега што да правам, тоа го мислам искрено. Ми знам што фала. Значи секое видео кој ќе го видам од тебе, морам да те лајкнам затоа што навистина си ми така баш стајлиш. Значи затоа што Те учи некој на тоа? сам ова ми е стварно буквално многу истражувам, многу пратам, цело време сум надвор од Македонија. Прво моје слободно време сум надвор. Дали едукативно, дали приватно, дали за било што, значи пратам трендови, затоа што и нели тесно поврзана е со мојата работа. Како што кажав, втора пасија ми е фешн. На почетокот кога почнав ете нешто помодерно да покажам тука во Македонија, кај нас, нели малце беше као табу. Не смее многу некои работи да се носат. Нема везе, модата нема граница. Значи нема граница. Се што мислиш дека
ке ти стои убаво, со умерена доза, ке си го носиш и секогаш мислам дека не е само парчето што не прави нас, туку ние го правиме парчето, ти како ќе го износиш. Денес, не знам, тоа што го носиш ти тебе скроз ти стои. Твојот карактер го изразува. Ме разбираш? На пример, кравата. Сад да земе друг него да го облече нешто може подруго. Ме разбираш? Може ја нешто друго да облече, нешто друг го носи, на пример. Енергија. Ја не носам крзно, на пример. Тоа е мода. Ја би сакал, но нема да ми стои, ме разбираш? Има работи кои на некој му личат и тој нека си ги прави тие работи. Треба да се Така. знае оствари Да се знае, да се препознае и да си препознатлив по стил. По изглед. Да, ти си баш предпознатлив и мислам дека имаш малце таков светски лук. Баш си ми некој манекенски тип, што од самото движење, од самото носење на обликата и на тоа што сакаш да го покажеш, му даваш една димензија на Додаваш на парчето. да, на душа му даваш. Значи нема да не обдевам стори нешто дете што сум облекол денес, аутфит чек. Тоа го правам често, да не ме пишат минимум 10 души као од кај ти ова, од кај ти е тоа. И тоа мене ме радува, затоа што конечно веќе ги тргнаа тие предрасуди дека нешто не смее да се носи, на пример, не дека нешто носиме ние Не секојдневно. не секојдневно вака се носиме секој ден, разбираш? Ама конечно веќе ги отвори очите дека свати дека не е модата само за девојче, дека модата и за машко е. Апсолутно. Ме разбираш? Боже Така да почнат има прогрес, има посебно за коса, посебно за совети, посебно за лишта. На прав пат сме. Да, кажи ми за еве соработките со твоите клиентки. Се соочуваш ли со ситуации каде што не очекуваат од тебе да им кажеш што како да ги Да, и мене тоа ме радува. Да? Јас сакам да давам совет затоа што нели јас не те гледам тебе само како глава, те гледам целосно. Те гледам буквално цела физиономија ти ја гледам. Што носиш, кој стил си, затоа што ти кога идеш кај мене ти сега прв пат влагаш. Јас тебе не те знам што карактер си, што сакаш, што не кеш, така? Да. Ама те гледам што носиш, што преш, како се движиш, како се изразуваш. Се е тоа израз на твојот внатрешен дух, како твојот дух би бил, на пример. И јас често пати прашувам као какви бои сакате, што сакате, како се носите, дали користите бои во секојдневието, од типот налишта, какви бои користите, дали по пастелни, дали по неон, дали сте колоритни или дали сте по бейзик. Да, тоа зборува за личност. Тоа многу значи. И со тоа усвари од старт почнувам да анализирам личноста, клиентот усвари, да видам што карактер е до некаде, за да можам после да дам и мој совет и да речам извини, ама ова кога го направиме нема да ти стои поубаво, дајте ова да го пробаме, па next time тоа да го направиме. Као често пати ми дозволуваат и тоа ме радува. Браво. Ми веруваат стварно, благодарен сум за нивната доверба. Јавните личности се дел од твојот салон често пати? Точно, да. Работам со многу јавни личности, дали од тука, дали од Балканот, дали од светот. И од светот? Ке има нешто интересно, не може да Стварно? откриам ништо, да. Како што кажа ти преска, границите не се за да се ограничиш. Туку границите ти покажува дека ти можеш и само подалеку да отидеш. Апсолутно, територијалните граници не се граници на твојот ум и способности и нели она што можеш да го реализираш. Нина ми кажа дека патуваше во Дубај сега скоро за не како турист само, него како и човек кој сака да види каков е начинот на работа и живот таму. Дали тоа значи дека може да биде тоа твоја дестинација следно? Ќе ја видиме. Кој не би сакал? Види вака, првото патување што бевме за Дубај беше туристичко и претежно нели да ги видиме оние места кои што сите ги зборат и сакаат да ги презентираат нели како место за атракција. Меѓутоа сега во второто ми беше повеќе чека да видам што се случува овде. Зошто? Бидејќи многу македонци слушам дека натаму се движат, многу сакаат таму да се фокусираат и со работата, а и со живењето. Зошто тоа така е знак прашалник. Многу млади има натаму отидено и претежно, ако треба да кажам, околното друштво кое што таму го гледам се повеќе фитнес тренери. Они сигурно си имаат некаков пат, меѓутоа и луѓе знам кои што и друго нешто работат околу маркетингот, па сакав да се занимавам околу тоа. Прво се чувствува дека има голема позитивна енергија, што е драстично поразлична од Македонија. Да? Морам тоа да го кажам колку и да ми е криво.
Владе убава енергија, сонце цело време, нема ладно, нели, чувство. Места каде што ти исполнуваат, сега имаше и момент кога се пружи прилика за средба, да видиме како би можело таму да се развие, да ако даде и се отвори патот, зошто да не и се префали некаде надвор од границите и подкастот, па ќе видиме што ќе се отвори како опција. Од секој сум важила за амбициозна и за човек кој што сака да работи, да се шири и да види како функционираме на другата страна од светот. Не викам дека тоа е лесно, да не се лажеме, ама е убава шанса да се даде. Зошто да не? Значи имаш и во план можеби да си заменеш од Македонија. Па за сега не би можела тоа да го кажам, можам само да кажам дека има нешто што ме влече, а што тоа ќе видиме. За да се донесе она крајна одлука дали ќе се преселуваме, значи да не се лажеме повторно, годините ги имаме и тука ми е веќе пола живот. Се ми е тука, клиенти имам, соработници, еве подкастот само што почна, Да. во скоро време треба уште нешто да излезе, така што за да се донесе таа одлука треба малку да ги подготвам, барем да ги поставам некои темели овде, да се функционираат за да можам јас да, пример, подготвам втор терен надвор. И тоа не е било кој, не збориме за Белград, туку збориме за малку место каде што не те остава мирен. Она што го почувствував за Дубај е дека цело време врти. Значи движи, не е место за мрзливи луѓе, дефинитивно. Не е место за депресивни луѓе, односно оние луѓе кои што Сака да се треба изражаваат. да, мислам дека прилично е место за луѓе кои што сакаат да растат, да работат и се доста амбициозни. Мене ми многу криво што има некоја искривена слика за Дубај, што таа се уште така живее и не би сакала да кажам кои луѓе тоа го прават така, меѓутоа Дубај има сосема и друга страна за луѓе кои што стварно сакаат да работат. Отвара врати и пак ќе кажам, не е лесен патот, сегде треба да се покажеш и од нула да почнеш реално, друг пазар е. Меѓутоа мене баш тоа ме мотивира и ме инспирира да се дадам шанса. За таа шанса ќе знаеш сигурно. Да. Сигурно негде Ако не се случи, ќе не информираш на време. Да. Оке, ти си често во Истанбул. Дали и ти како Нина можеби ќе ја смениш твојата локација на функционирање? Вака Маја, Имаш ли таква амбиција? моите корени се длабоко тука. Не лесно дојдов на ова ниво, на ова скалило да речем. Јас знам како ми било и како ќе биде. Така да не туку така лесно се остава и се отфрла нештото за подобро. Значи да, секогаш може нешто повеќе. Но ја не тврдам дека тука не ми е добро. Мене е тука идеално. Да. Јас сум задоволен од моите пријатели, од моите, значи видете. Вака, секогаш може нешто подобро. Викам да. Нормално дека Дубај е поново и се нов проект, ме разбирате? Не може да е полошо од тука. Согласувам скроз. Но сум задоволен од тука. Значи ти си пак локал патриот. Точно, да, но па тоа Лече. да, јас сум тука затоа што нели реков корените ми се длабоко тука, клиентите, се што сум градел. Се врзал емотивно за тлото. Јас за све се врзам емотивно. Но имам проекти надвор кои ќе ги реализирам и тоа не значи дека јас ќе ја напуштам мојата држава и да заборам од кај сум дошол и кој мене ме направил денес за PCD. Кој рече да ја ги забореш од кај си дошол? Добро, ама од тука си те памти. Не заборавам и не ќе не заборам кој народ мене ме направил денеска за да стојам тука пред вас и да ме слушаат. Благодарен сум на нив. Ваков или онаков, јас си ги сакам. Браво, Велке. Како патриот. Патриот, браво. Сакав да те прашам, многу ми беше интересна фотографијата со Хајди Клум. Точно. Како дојде до неа и како се случи таа фотографија? Вака, често патувам, нели реков, у Париз бевме, Fashion Week имаше и нели бевме ние таму исто поканети, без, нема везе да не довлекувам. Имаме ни бевте, така? Не, ние си бевме различно сите посебно си имавме отидено и јас си бев со друг тим таму кој што имав и делата соработка ми беше, работев исто, као фризер и шминкер, средував модели, плюс бев поканет на ревиите.
И кога нигде некаде седиме и сега вака седиме се смееме нешто меѓу нас, и гледам таму ме загледува Хајдико. Ама буквално Да? се смешка и коментира со нејзиниот пријател. И сега викам, боже, сега мене ли ме гледа или јас трипам? Добро, нема вези, јас се сврдив, се смеав, уште толку се насмеав. Убаво ми дојде. Нормално. И јас се насмеав. кога Не се насмеав, она вака ми направи. И ја викам, окей, и ја и правам вака. Као најубава си. Стварно е многу убава. Да. Преубава. За нејзиниот Како возраст. се гледа, Да. значи авион е стварно. Пример за сите како треба да изгледат. И нема везе, тука така као си имавме некоја таква конекција. После тоа заврши ревијата, станав и сакав да ја поздравам нормално. И се заблагодарам. И као почнаа ме прашаат кај си, што правиш, као модел ли си, викам, видете, мојата прва професија е тоа, модел. Ама јас според тоа сум фризер и шминка. И као тука, окей. Ајде нема да откривам све скроз. Идна соработка ми е она. Браво. Така да тука стапивме у добар контакт. Значи не е само фотографија, има Само прича фото- под авионот. Има прича, има длабока, изминат после тие денови продолживме нели да се гледаме, искочивме на една вечера, се видовме она со својот тим, нели, и јас тука со нив, и јас имав мои пријатели. Стварно многу убаво се поминавме. Преубава енергија владееше меѓу нас. Не дека она нема друг фризер и шминкер, ме разбирате? Кој сака може да го Може да да го одбере, да ангажира. плати, да ангажира, да. Но сакам да кажам енергијата, тоа што го зборевме. Значи силен печаток сум ми оставил и така да ќе видите сите, ќе објавам. Супер, супер. Ти посакувам успех. Исто. Навистина само изненадување и убави моменти. Да, А причат ли си нормално дека ќе те забележи? Он е така интересен, шармантен, маркантен и нормално дека и си западнал во очи. Дури на Хајди Клум. Немој само да се растори брак. Не. А иначе вака да ме прашам, зошто кружат муавеци дека вие двајца сте во врска? Не знам, Ние сте шрезери, вие сте пријатели и ние сме многу блиски и стварно Да, ја прашав Нина вчера, викам, чекај се, врска сте со Окта или не? Вика, не, другари сме. Не. Морам има да ве прашам, пошто ми... ние сме почти кажува веќе. Значи редна нега, значи редно време. Не сме заедно, никогаш не сме ни биле. Пријатели сме. Пријатели сме, искрено, нели, како што кажавме, имавме многу соработки, така не поврзајте животот на некој начин. Од тоа прејасна, во Да, пријателство. Енергија во праш. Точно, и ето така, ностор си надополнуваме, си надоврзуваме, ме разбираш? Во исти проекти сме нон-стоп, еве, као и денес, во ист подкаст сме, Да, така и животот не спојува, така да тоа е, дечки, нема ништо повеќе. слободни си и двајцата, ајде мусла, дај више дота со слободни. Кај Маја пишеше. Да, инбойс. Маја посред. Па не ми се пожали, века, ни нама не можам дичко си патам, сите мислат дека сум со оки. Ти влијај това? Треба да сум искрена. Нормално, Ако ти кажам дека е вистина. Значи имаше еден период, точно дека ние природно се дружиме и тоа е убава енергија меѓу нас, не е планирана, таква природно се движи. Едноставно, каде да се појавивме, дали тука, дали надвор, тоа ја не знам. Ако он малку се повлече од мене, пример ние се дружиме и малку се повлече од мене, он ме гледаш некој дечко и се прашам само, дали ви сте заедно? Штам за дека сте заедно? Не викам, не сме заедно. Знаеш, веројатно ми е интересна слогава како логично штом сте толку заедно, што одите на одмор заедно, па некако так. Мислам, види, кај нас сите ги сексуализираат работите. Значи, не прифаќаат дека некој може да биде пријател. Да. Не прифаќаат дека некој може да седне на ручек, а некој од страна не искоментира овој е дечкото, скриемиот, ваков, да, се што. Значи, не знам зошто секогаш се ги асоцира на тоа. Така да не ми е чудно што така ве сваќале. Природно, не знам, ако сакаш нешто да додадеш, мислам. Не, просто така, што да додавам, тоа е тоа. Ова е што нова тема. Не бе, што тоа е тоа. Да. Видно кажавме. Да, Точка. сказано. Јасно. Подпис печат, вечерва. Јасно. Оки ти на таа тема, колку девојчињата ти пшуваат, ти сакаат да дојдат во салон да те видат, вака интересен, Види симпатичен. Ова е некоја ете таква ситна, не да речам ситна, него
тенка линија, не смеам да кажам ништо повеќе, ништо помалку, затоа што нели они се клиенти и јас прво ги гледам професионално, затоа што кога дојдеш кај мене јас те гледам како проект моментално и кога работам мене главата ми се исклучува. Може Како гинеколог например. скроз. Па најверојатно. Што гинеколог? Искли. Па тоа беше екстремен случај, разбираш, кога морам тем професионално да гледам. Па на. Аја опасна е, види цел тим се смее позади. Маја. Скроз е така и кога гледаш како проект, са искрено шеташ, патуваш нонстоп, као не ти дошло до клиентот сега кој дошол професионално да Да. добие некоја услуга, ти да имаш такви цели, тоа мислам не е етички. Тачно. Браво. Зрел за негови години. Како Раја, вака ако ти доја некој на гости, како мислиш, знаеш? по подкаст? мора професионалност. Па мора професионалност, нормално. Камери се уклучени. Нема Мора, кај мене све е евидентно. Нема. 2, 3, 4 камери. Така да кажа, нема кај мене тука лажи преваре. Све е еднакво, Све се гледа. се гледа очигледно. Е. Ти си растеше со две сестри, така Точно. постари си две. Они се мои срце, они се мој живот, они се моje све. Господ да ги благослови и на сите што имаат браќа, сестри. Што повеќе да им дае да се сложени, да се заедно, затоа што животот толку е краток. Јас тоа го викам сегде. Дај бе луѓе, дај доста веќе злутини глупости. Дај бе, што не можеш да споделиш? Овој живот е гифт као подарок. Денес ти утре те нема. Што не можеш ти да споделиш со твоја крв? Што не можеш? Не разбираш? Таа твоја крв, ти си не. Као ако ништо ти биде први они ќе потрчат. И ти имаш сестра, знаеш како е, и ностоп се заедно. Значи, не може да ти биде никој поблизо од твојата фамилија. Апсолутно. Немој да бараш утеха во други луѓе. Секој си има свој живот. Ни партнер, се извинување се да не ме сфатат погрешно, ќе имаш денес партнер, дечко, девојка, Ќе се све. смени Ти ситуација. слушај, првата година супер, втората супер, трета супер, четврта веќе друг однос, пет друг однос, шест година друг однос и тука се Ма тама. менјат веќе Да, односите. И кога викаш добро бе зашто се дадов толку на пример? Да, убаво е се дадеш, треба да имаш некој живот, да, ама да знаеш дека фамилија иде на прво место, па после се друго. Кога ќе постане фамилија, твојот партнер, тогаш веќе нели ќе си добие такво место и таков Статус. статус. Но за тоа треба многу да се измачи. За тоа треба бајги да се измачи, не туку така. Значи не имаше туку така ти вливо. Има борба троje. Јер да Маја, види, јас сум многу позитивен човек и стварно сум так опен, мака за сите као нема предрасуди и ако можам да помогнам, сега ќе помогнам, колку што можам, нели? И дали со совет, дали со некаква помош, дали физичка помош, ме разбираш? Гледам да помогнем на луѓето, без разлика дали ми е пријател или не ми е или близок, но треба да бираме на кој ќе го даеш срцето, со кој ќе се Одлучиш да го поминеш точно, живот. да. Се разбираме со Не туку така. се. Не туку така као сега не е тоа врата па отвори, затвори, влези, излези. Нормално. Маја од денешно време не е како што било. Не, дефинитивно. Ова Да. во Заедница да створиш со Порано. некого, било малце полесно, искрено ќе ти кажам. Ама затоа што тие кодекси и стандарди биле поставени Поставени и поштувани, и значи почитувани. почитувани, да. А затоа што Сега- кој нема да ги испочитува тие стандарди е некако Почит имала некако. да, некако како отфрлено од Сега средината. што е? А Денес сега ми веќе се, денес ако ми се испонашаш, готово веќе на еден клик достапно е свет цак. Ајде чао. Ти ме Да. разбираш? Одма замена. Нема Толку контрол. просто го направи ова. Овој емотивниот, како да го кажам, момент, толку го запрости како просто го направи како ако денес не си ти Има друг. Е, Мгм. разбираш? Лесно Не знам само. така да е стварно. Ама ќе се промени. Сложувам, искрено се сложувам, иако мислам дека љубовта, онаа љубовта страствена ако збориме, таа има рок на траење. Има. Е сега вредностите други што се однесуваат до почита и до посветеноста, сакањето како човек, како личност, тоа е таа тежина. Затоа во партнерот треба да најдеш пријател. Јама имам едно мото. Лака постиже. Да, Сегде го кажувам тоа, не ме сакај, почитувај ме. да. За сакање може секој да те сака и може секој да те мрази. Ам- Почит кога имаш, тука се раѓа и сакање и љубов и све, ме разбираш, кога имаш почит. Еве на пример имаме на професор кој што не сме видел 15 години, случајно ја видов. И оној стравопочит се појави у мене, оној почит, ме разбираш? И као, здраво професор, како сте, добри сте? Еј, охте, браво, си успеал, многу ми е драго те гледам по телевизија. На сите кажувам вика дека си мој ученик. Као нема поубаво нешто.
Така се Тебе знаеш. тоа е драго, да. Многу ми дојде убаво. Ама тоа почита што Тоа е значи да. тој збор што она ти го кажала и што ти се ја гледал како некој пример. И уште ја гледам така, као професор ќе ја викам, као веќе е стара возрастна жена и као љубов, или извини, сакањето е релативна работа. М, Се менјат работите, ме разбираш? За жал, ја не би сакал да е тоа така релативно и едноставно, но се менјат. Денес те сака, утре не те сака. Зашо? Затоа што не знам што не ѝ се свиѓа. Пример. Како може така? Како може да? Имам многу да кажам ти. Ајде, само чекам да гледам пише го микрофонот. Ајде, да збори. Овака, прво, да, тоа споредбата е супер, почит треба. Треба да има почит. Љубовта не можеш да ја планираш. Денеска мислам дека генерације како математика. Значи плюс минус бизнис прават од љубовта. Ако ми пишеш ќе ти пишем, ако се јавиш ќе ти се јавам. Follow for Follow. Ја овој свет не го разбирам. И некако со искуство мое сваќам дека и се потешко ќе доаѓа. Менталитетот овде во споредба со надвор или најблиску Белград, Да. дефинитивно се разликува. Енергијата Да. е многу важно. Маја, со кого ќе влезеш ти, пример, ајде дечко, да, утре не да буде заедница, брак, па да го видам тој да ме татко на моите деца. Значи денеска на моите години не гледам дечко, јас гледам татко на моите деца. Не викам дека веднаш ќе скокнам на тоа. Меѓутоа ми е многу важно дали е добро воспитан, дали почитува, дали знае да сака, дали е разбирлив и знае да направи разговор, отворен разговор. Јас треба за да разберам нешто да стигнам до не знам кое скалило и да се уморам од тоа за да го направиме разговорот. Луѓето денеска за младиве, дај Боже да грешам, да го имаат се тоа што го кажав. Ако не, во најмала рака посакам да имат од дома пример од родителите дека Родителите се образецот по принцип. до некаде таму почнува се. Апсолутно. Видено од таму како била таа љубов, нели? Докаде дошла и најмногу, еви можеби во короната сите сте виделе свој пример по дома што се случува. Можеби сите сме на така наваки, кога се собравме дома видовме дефиниција за брак. И јас сега сведок на се и викам, добро, значи треба многу толеранција, треба многу разбирање, треба точна љубов и почит, ама и разговор. Да. Компромис. Волја да сакам, не да се менам за партнерот. Да најдеме компромис. Компромис во денешно време Не бараат компромис. Проблемот е што не бараат. Тоа што го рече, окей, со еден клик те менја. Така е се едноставно и достапно. И мисли дека со тоа што вака ќе смени работите дека ќе оди на подобро. Не одеш на подобро. Одиш на подобро само ако се Момент. прилагодиш, ако се потрудиш околу таа личност, ако вистински си ја избрал таа личност. А пошто се е површно, тоа е проблемот. Можда и еве сега вие пошто сте доста активни на социјалните медиуми, да ќе ме поправите ако грешам, можда социјалните и медиуми го наметнаа тоа како не. како Да, проблем. да, скроз тоа е. Тоа е причина. Мислам дека тоа представување на све розево, на тој луксус, на тоа дека се треба да изгледа во животот бајковито, да се постираат слики од некои прекрасни патувања, од убави облеки. Можеби тоа на луѓето ги прави, ги фрустрира. И сега некоја си девојка затоа што дечко и тоа не може да го приушти, она не ме интересираш. Баш така. Нели? За жал. Зашто зборуваме? Значи, Маја, Само јас зашто убаво се надоврзи работи. на оваа тема. Апсолутно. Јас искрено мојата бројка на следбеници гледам на овој начин да ги некако понасочам у типот на не објавам само нели живот, шетање, патување. Да, тоа го објавуваме сите. Да, сите. Инстаграмот, Да. социјалната Тоа е. платформа е for fun. Значи за забава, за едукативно нешто да покажеш. Ете, конкретно мојата работа, јас таму си ја покажувам. Да, медиум ти е. Медиум, да. Реално се. Приватен профил, каде што таму имам само нели фешн, патување и поред тоа вредности. Што се тоа? Вредности, кој сум јас, што сум јас, што сакам, што е за мене битно, кои се за мене битни, ме разбираш? И цел ме гледам некако да пратам порака на сите тие млади што ме следат, да видат дека има и други вредности, не е само тој свет, што викаш ти розев свет, шетање, патување, не. Баш еднаш имав еден муабет, као имав сега не ќе мога да го кажам, ама ете, нешто си имам мој проектчиња во текот на годината кои ги исполнувам, ете, за некаква помош. Во било која ситуација, фамилија и така натака, нема да го кажам све. Пример, и сега имав еден момент многу убав,
И викам, дали бе ова да го објавам, дали да не го објавам. Викам се, добро, ако го објавам, ете одма ќе решат Го прави за да го публицитет. покаже. Да. Не. И викам, чекај малце, чекај се консултирав со моите и викаат, абе ти ова цело не го правиш, покажи, ти си тоа. Немој да се менјаш за никој као. Да. Ти не го прежал за да покажеш на некој, ти си го покажал веќе. Ама и убав пример е, па зошто да не? И еднаш така размислувам, викам дали да го објавим и го објавив, вика многу видовме добар фидбек од луѓето као. Баш така кажав, имав едно као мото, ако сакаш да направиш денеска добро дело, денес е тој ден. Као. Точно. И као тука автоматски му всадуваш нешто во мозокот на човекот или слушателот, дека чекај бе, стварно, поред тој брз живот, тој таа тензичен живот, нели трчаме цело време навака натака и забораваме да направиме некое добро дело. Да. Може тоа и да е една гушка, може тоа да е некаква помош. И па еве јас ќе те надополнам тука и ми беше гостинка Тамара Мисрлич, не знам дали го следите профилот, Мисрлич фондација. Девојката на ние стари бабички, дедовци што им помага, што оди во запустени краеви. Тоа беше прекрасно нешто што јас го гледав. Она е од Србија, мислам од Косово е, ама млада е многу, има 22 години сега. Од 16 години има не знам колку до сега куќи изградено и на какви се недостапни места има отидено. Ке бабички што се заборавени по 90 години што никој не ги посетува. Ама она мене ме фасцинира ке неа што не само што прави хумани дела, него толку емотивно им се дава на сите тие личности. Така ги гушка, ги посетува за родиндени, ги изненадува, значи им го збогатува животот, што им е така пуст и празен тамо негде заборавени. И замислете, тие се мајки, татковци на некои деца. На некои деца. Тоа е уште потрагично. Да, ја многу пати сум се расплакала на незините видеа и кога викнав во емисија да споделиме, нели, затоа што сакам да ставам публицитет и значење на тие личности, значи не само да го да ставаме публицитет и да акцент на луѓе кои имаат луксузи, гламури, ролекси, не знам што. Дајте да видиме колку некој знае од себе да даде на друг. Тоа е големината. И значи тоа искуство незино и таа незина хуманост мене ме фасцинираш. И не е тоа дека она се фали со тоа, него тоа е незина животна мисија и пример како може секој да направи нешто за некого. Зошто да не? Лани имав таков проект за нова година, тој за божични празници беше така, да. Отидовме во еден старачки дом, нели? Имаше такви, нели, постари, повозрасни бабички, дедовци. Па си поминавме неколку часа заедно. Ете, баш ме потсети на нив. Нели? Скрос. Колку се радуваат на тие мали тестови момент. Но. Заборавени. Скрос. Жално е, да, што некогаш и собствените деца ги забораваат родителите, што е премногу тажно, ама ете и тоа се случува во овој свет кога луѓето се премногу материјално ориентирани, да речеме. Кога материјалното им е главен предизвик и забораваат на коренете и на тоа што од кај дошле и што како се случувало. Навлегувме во една сериозна тема, небитно. Какви се вашите планови за иднина? Нина, ти со проектов, сега со твојот подкаст, што е целта на твојот подкаст? Какви ти ми обработува? Што ти е во иднина замисла да постигнеш? Па, рано да се каже, сега почнавме во октомври. Да, знам дека ти е. Да, инаку за некои што не знаат, подкастот е за ментално здравје, се вика Ресет. Сме така поголема екипа, работиме на обработка на сите теми, чувства што не обземаат и не пратат низ животов. Предизвици и така натаму. Гости секогаш не доаѓаат луѓе што се од јавната сфера, меѓутоа тежнам да има и луѓе што се стручни на тие теми, кои што може малку подлабоко и да не подучат, да не едуцираат за нешто што не сме ги знаеле, што се дел од нас или кај некој друг како ги препознаеме. За сега ќе ни следува нова снимање, можам тоа да ти кажам. Имаме супер гости во најава и што знам сезоната е тираме цела година, нема да застанеме. За сега мислам дека супер оди за почеток, не поставам некои големи очекувања, сакам природно да тече целиот проект. И сакам, ако ништо друго, главна цел ми е со тој проект да допираме до луѓето. Јас не можам да опишам какви пораки стигаат за луѓе кои што сакаат сами да си дојдат. Значи,
ете ми поттикнува и ми дава некаков мотив да размислувам како и за нив да остапиме простор. Обични луѓе, граѓани сакаат да доаѓаат и да си раскажат својата приказна, што ете ги допира, ги движи, имаат некоја тежина, никој не ги слушнал, можеби навистина е така. Да, не значи дека треба да е јавна личност за да има за приказ. Да, и Секој живот носи своја приказна и своја тежина. точно, и мислам дека треба да пристапиме несебично и размислуваме со тимот како тоа да го изведеме во формат кој што би бил дел од подкастот, затоа што заслужуваат тоа. Секој деневи најрано што стигна е вчера. Имаше таква некоја порака. Од приватни причини сакам да ги споделувам, заслужува да си имаат свој момент. Меѓутоа, да, до сега не можам да се пожелам. Видеото со Октени е, односно на рилот, еден од тие рилови, еден од најгледаните. После него е Стефи Вештарска. Природно течат работите. Дај Боже да биде овој подкаст кој што ќе менува животи, кој што ќе им даде ведрина и дека е сосема нормално да покажат емоција, затоа што и во обраќањето, односно поканувањето на гостите, нели, кога ќе ги поканиш ти, маја кај тебе не се зборува конкретно на некоја тема, кај мене мора стрикно на темата како си, нели, обраќањето поинаку, што ти се случило во животот, како научи, повеќе мотивационо настроено од тоа што го правиме овде сега, и наидував на чекај, не сум сега подготвена или подготвена. Јас бев во неверување што треба да си подготвен за да гостуваш, ама сватив јас дека луѓето кога го гледаат подкастот од страна си даваат време да дојдат навистина да ни сакат, ама каде што ќе може да се соблечат, што се вели. Значи кожата да е трнат на страна сите луѓе што ги правеле до сега и да се отворат. Она што го прави девојката од Србија и сите ние по нешто што правиме секој ден овде, они сакаат да им дадеме шанса да зборуваат. Да, и обичните граѓани имаат некогаш потреба да се обратат јавно. Има одредени приказни неправди, ситуации што сакаат да ги споделат со јавноста, така ќе им улесни, така ќе бидат пример за некого. Јас често пати во Равенка за успех сакам да доловам како луѓето ги надминуваат своите проблеми, дали се на деловен, дали се на приватен план, и како си ја пронаоѓаат сопствената равенка за успех. Сите ние си наоѓаме нешто што ни е формула како да функционираме и да надминеме. Ќе се согласиме дека без разлика што луѓето се јавни личности или успешни во некоја област, или не знам, среќни на социјалните медиуми, кога ќе навлезеш во нивниот живот, тие имаат многу болка, исто така многу ситуации на не знам, непријатни моменти, на успеси, неуспеси, порази, како и да е. Кога еден човек е доволно искрен да се носи со успесите и со неуспесите, тој човек се соочил со сам себе. Јас така ќе констатирам. Да се соочиш. А да се прифатиш сам себе, да се соочиш со сам себе е постигнување на мир. Постигнувањето на мир е најголемата среќа во животот. И најголемата титула. Да. Да тоа човек успее да го постигне, тоа постигнал многу во животот. Затоа што животот не е само успеси. Затоа што успесите немаат крај. Апсолутно. И желбите и апетитите. Апетитите, точно. Затоа што не е животот еден проект, како што кажавме, нема само успеси. Да, успесите се добро дојдени. Ако сите сакаме да сме успешни, сите сакаме да сме на врвот, сите сакаме, ама чекај бе, има живот. Имаме живот, ние сме луѓе од крв и месо, чекај, имаме ние приоритети. Сигурно. И болки, и слабости, и се тоа. Кога луѓето ќе почнат да ги прифаќаат тие работи, ќе има помалку фрустрации, помалку психички болести, автоматски психосоматски болести, физички, кои се рефлектираат од тоа, и мислам дека ќе се постигне еден подобар баланс. Ќе се намали завидливоста, ќе се намали таа, не знам, гадна амбиција да све биде вау. Не може се да биде вау. Значи, се во животот не мора. Се во животот има момент кога ти е убаво, па ќе дојде и полошо, па ќе дојде и повеќе лошо, па од тоа ќе треба да се кренеш, па ќе дојде убаво, таков е животот.
Едноставно зрење на духот, нели? Точно. Оки, твоите планови? Моите планови, па како што кажав преска, си имам некои проекти кои што ќе се надвор од Македонија, но тие се само нели проектчиња. Тука сум си со моите клиенти, со мојот народ, со моите проекти тука што ги имам. Не се само проектите надвор од границите. Супер. Ќе следат некои интересни моменти. Сега се припремаме за некои работи. Ќе видиме, Ке не информираш. да, во социјални мрежи ќе биде сето објавено. Ама интересно ќе биде. Имаш, сега си во третиот салон кој ти се наоѓа во Тафталиџе, така? Точно. И тука ти е, предпоставувам местото каде што горе-доле си се више си го Се оформи. оформил. Точно. Да, своето Макар, минат труд. да, првиот салон кажав ми беше во домашните простори. Тој беше прв, нели така? Да, и љубов, нормално. Да. Безрезервно. Скроз. И тој ми е најубав, искрено ги кажам. И овој вториот тука е универзална сала позади. И сега овој е Тафталиџе. Овој ми е нели поголем, како што сакав, како што го размислав од мал. Сакам таков ваков, онаков со труд многу и со висока желба и со многу неспини ноќи и размислување, се оформува и се може. Не дека не може Македонија се успее, може. Супер. Баш оптимистички ете, може у Македонија. Равенката за успех дали си ја пронајде во животот? Што е твојата равенка? Мојата равенка за успех е да се луѓето околу мене стрекни со мене заедно, а после моите идеи тоест, и онака достигнати степс скалила. Луѓето се стрекни околу мене. Тоа ми е најголема равенка во животот. Браво. Равенка за успех? Тоа ми? Така ме прашаш? Да. Да ти кажам, како растеш, мислиш дека имаш една дефиниција за успех. Како созреваш, сваќаш и кога ќе надминеш и кога ќе почувствуваш успех на своја кожа и сите оние работи што постарите ги кажуваат, на крај се сведува вистина она што го кажа. Успех е сушност да имаш мир во себе. Кога ќе имаш мир во себе, можеш се да надминеш. Едноставно и здравјето ќе биде подобро, можеш да правиш луѓе среќни и се околу Зрачиш полува. Да, само мир посакувам и на себе и на сите вас и на сите луѓе што гледаат. Дечки, мене ми е драго што се дружевме, еве еден час тука во Равенка за успех и Колку што брзо помина. многу брзо не помина времето. Ја морам да признам дека сакав да зборувам со вас затоа што ме сметам за амбициозни млади луѓе кои имаат еден успех, еден исправен пат, што вака гледано од страна така изгледа, и да споделиме со сите гледачи на Равенка за успех кој е вашиот начин на функционирање и вашата равенка. Ќе ви дадам по еден подарок од нашите пријатели Бадел, пошто се многу тешки, вака ќе ви ги дадам. Чекај се, ова не смета. Оке, ова е за тебе. Тоа е антик. А ова е Бадел бајадера што го пиеме со... Да, ова е ликерче, мега сладко, со бајадера. Се качи. Со вкусна лешник и чоколадо. И чоколада и лешник. Да, ти поели мина. На тебе. Да, На нешто сладко и пријатно, верувам, ќе те асоцира. Ти благодарам. Маја, јас се чувствував кога да сме седнати негде на кафе и си разговараме. Баш ми е драго. Толку пријатно, толку Јас ќе ти- домашно. И целиот тим ти е професионален. Свака чест. Те сите. Браво, дечки. Браво, Маја, што постои овој подкаст. Ако може некој нешто да издвои од овој муабет, да си види као пример, мене би било најдраго. И тоа е се што имам да кажам. Фала ти уште еднаш. Маја, фала ти благодарам многу на поканата. Стварно ја се чувствував како да сме кај тебе дома. Значи убаво си наместила, гледам Домаќинка? и домакинка си средила, видела го постави, не се ни напив, нема врска. Ќе го После ќе не здравиме. Да. Морам да ја поздравам и екипата позади. Значи Ептен. Ехте до екипата наша. Секогаш на крај ќе и до Каре поздрав кој ни го уредуваат студиото, еве за овие детали овдека што се навистина кај нив имате избор на работи, многу убави работи и секогаш сте иновативни, креативни, може да си го направиш домот
баш онака шик, да ти биде интересен. Стилски шик. Стилски. Да. АУЕ-ФОН, првиот приватен универзитет во Македонија, каде што се наоѓа и нашето студио, нели? Поздрав и до нив и до Бадал Бајадера и Чекмейт продукција. Поздрав.